Ден по силното невреме во Ресен и околината, се чистат каналите, со пумпи се исцрпува водата и се поставуваат вреки пред дворовите и објектите. Поплавени се повеќе од 50 куќи, магацини со јаболка, визби и земјоделски површини, по обилните дождови кои го погоди овој реон. Најкритично е во селата Царев двор и Дрмени, каде се излеале Болнска и Источка река. Жителите велат не паметат вакво невреме и стравуваат од најавите за повторни врнежи од дожд. Се поплавија многу куќи, многу магацини со јаболки, со све. Страшно, и по дворовите влезе и по на. Стравуваме во што можеме да му помогнеме на луѓето. Па не памтам јас за вакво невреме. Туа блиско овие куќите имат некои 3-5 куќи имат и во алијата и некој легле и доле. Така, а на овај овде вака многу водата го изветот влегле. Градоначалникот на Ресен Тозиевски најави дека има штети, а кризниот штаб постојано е на терен. На некои места е направена и огромна материјална штета, за среќа немаме човечки жртви. Канализацијата, водната канализација не можеше повеќе да ја прима водата, значи премногу. На делови е уништено речното корито. Ние сме чистеле, не го имаме поминато цело, што е премногу како територија. Фрлање на ѓубре, се си има свој удел во оваа ситуација, ама најголем е преголемата количина на врнежи на дожд. Состојбата во Преспанско полека се стабилизира, а последиците и штетите од невремето допрва ќе се утврдуваат. Во Охридско пак според надлежните продолжува санирањето на штетите од поплавите во дел од домовите, подрумите и дворовите. Според информациите на УХМР, водостоите на реките во Охридско-Преспанскиот регион опаѓаат, но и понатаму се високи поради што се препорачува внимателност при движење во тие подрачја. Нина Ритоновска, Сител телевизија.